полен, прополис, матичен млеч, перга и други производи ќе може да купат кочанци на манифестацијата Денови на медот, што традиционално се организира и во Кочани. Годинава ќе се одржи од 23 до 25 октомври и се поклопува со одржувањето на панаѓурот. Поради поголемата фреквенција на луѓе, пчеларите се надеваат на добра организација и голема посетеност. 18 години, 18 изложби и оваа година ќе бидат поканети пчелари од целата држава, ќе ги има вообичаените делови, односно саем, продажен дел, културна манифестација, величење односно стимулирање на користењето на медот и дружење меѓу пчеларите, односно пчеларска вечер. Со оглед на тоа дека приносите на мед годинава се послаби заради временските неприлики, цената на медот ќе биде 300 или 350 денари за килограм. За сега во Кочанскиот крај повисока цена од споменатата не се најавува, иако во некои градови во Западна Македонија цената достигнува и до 500 денари за килограм. Цената на медот има тенденција на пораст, меѓутоа како и секои други земјоделските артикли општо има тенденција на пораст, така и медот и производството на мед станува се по-тешок и по-комплициран начин на заработување на поголем дел на млади пчелари, на хобисти и аматери. Значи, оваа година не е предвидена стрикна цена, меѓутоа пазарна цена моментално е од 300 до 350 денари. Медо од ливада обично е поскап, околу 350 денари. Оваа година има мед шумски. Оваа година беше родна за шумскиот мед. На територијата на Кочани, односно низинскиот дел, приносите беа подпросечни. Меѓутоа, делови на државата, како што е Беровскиот дел, Обозна, Паланка, Крива Паланка, Западна Македонија, на повисоките предели имаше надпросечни приноси. Манифестацијата во Кочани ќе биде збогатена со културно-забавна програма на која ќе настапат фолклористи, како и ученици од градинките и основните кочански училишта со своја програма и литературни читања.